Почитувани гледачи, овој четврток гостин во вестите на ТВ каналот ВИС е господинот Љупчо Јанев, директор на јавното претпријатие Паркиралишта. Господине Јанев, добар ден и добро дојдовте во вестите на ТВ каналот ВИС. Добар ден и поздрав до гледачите на ТВ каналот ВИС. Јавното претпријатие Паркиралишта функционира веќе втора година. Колку сте задоволни од работата на претпријатието? Јавното претпријатие е формирано во 2008 година. Меѓутоа, со својата активност започнат малку покасно. Паркинг просторот под плоштадот Гоце Делчев званично со работа со наплата на паркинг започнува од 1 октомври 2011 година. ПАЕК службата започнува да работи малку порано, меѓутоа соработката со полицијата во тој почетен период е на малку послабо ниво, така да званично успешно претпријатието почнува да работи некаде со почетокот на 2012 година. Не можам да кажам дека како директор сум задоволен од работењето на претпријатието, затоа што ова претпријатие има услови за многу по-добра работа, значи за остварување на многу поголеми финансиски резултати. За жал, прво навиките на нашето население, а потоа морам да истакнам и соработката со одредени органи државни во Струмица не е на потребното ниво и затоа сметам дека ова претпријатие допрва ќе се развива. Ја користат ли струмичани подземната гаража што се наоѓа веднаш под плоштадот Гоце Делчев? Дали таа се покажа како реална потреба на градот? Па од податоците кои што ги добивам од вработените, нормално и од приходите кои што се остваруваат од паркингот под плоштадот Гоце Делчев, влечам податоци дека искористеноста на паркингот се движи некаде околу 35 до 40%. Ако споредиме тоа со податоците од 2011 година, зборуваат информациите дека се зголемува процентот на искористеност, меѓутоа се уште таа искористеност за мене е мала. Искористеноста е многу поголема, значи во ударните термини, односно во периодот некаде од 11 до 15 часот, во деновите на пазар во Струмица и во главном во деновите, ноќите во викенд деновите, додека во другите периоди искористеноста се движи некаде 10 до 15%. Иако цените на паркингот се релативно ниски за наши услови, првиот час се наплатува 20 денари, секој нареден по 10 денари. Сметам дека луѓето се уште недоволно го користат тој паркинг простор и се уште недоволно ги искористуваат неговите можности, затоа што тој нуди и една сигурност на паркираните возила, затоа што целосно е покриен со видеонадзор, а од друга страна ризикуваат паркирајки на неопределени места за таа намена да бидат казнити од страна на полицијата. Дали јавното претпријатие Паркиралишта има за намера да управува и со други паркинг простори во градот? Во Струмица постојат веќе определени неколку паркинг простори, меѓутоа се уште не се ставени под управување на јавното претпријатие. Во намера ни е во текот на 2012 година да почнеме со управување на паркинг просторот кај Друштвото за гимнастички спортови Партизан и евентуално ако се покаже рентабилно просторот пред ресторанот Летница 1. Со тоа што математиките кои што треба допрво да ги направиме, некои мерења што треба да ги извршиме на лице место, ќе покажат дали тоа ќе биде оправдано. Имаме намера, значи, да ставиме функција и други паркинг простори, меѓутоа се зависи од нивниот рентабилитет. Во склоп на јавното претпријатие функционира и ПАЕК службата. Зошто ПАЕК возилото толку ретко го гледаме низ струмичките улици? Значи, ПАЕК службата функционира, како да кажам, на два дела. Со добивањето на патничкото возило доделено од страна на Собранието на општина Струмица во почетокот на 2012 година, ПАЕК службата функционира во главном со него и со поставување на блокатори на неправилно паркираните патнички возила. ПАЕК возилото ретко се гледа низ градот затоа што го користиме исклучиво во случаеви кога имаме паркирано возило кое е непокретно, не може да се, значи собственикот на возилото не може да го дислоцира управувајќи со него
туку мора да биде подигнато од пајак возилото, или доколку собственикот на возилото е одсутен, а самото возило смета на обавувањето на сообраќајот. Во сите други случаеви, заради по-брзо обавување на својата работа, вработените во службата користат поставување на блокатори. Каква е соработката со СВР Струмица? Има ли добра координација помеѓу предпријатието и службите на МВР? Со одговорните во МВР Струмица често контактирам, поготово со командирот на сообраќајната полиција. Се договараме околу настапите на терен во одредени ситуации, кога во Струмица се очекуваат одредени настани кои знаеме дека ќе привлечат една поголема маса на луѓе, со тоа и поголем број на возила. И во тој дел соработката ни оди добро. Меѓутоа, јас како директор на предпријатието морам да истакнам дека бројките кои што ги имаме остварено во 2012 година ни окажуваат дека оваа соработка не се одвива перманентно. Бројките покажуваат дека во одредени периоди на терен се обработуваат, се поставуваат повеќе од 100 блокатори, додека во одредени периоди таа бројка слегува дури и под 30. Што е причината за тоа? Предпријатието нема законско право да поставува блокатори или да подига неправилно паркирани возила со пајак возилото без налог од полицијата. Значи, ние сме немокни во тој дел без соработка на полицијата. Тука зависиме исклучиво од полицијата. Добро, што велат вашите податоци? Колку блокатори се поставени во текот на 2012 година и колку возила се подигнати од пајак службите? Во текот на 2012 година со пајак возилото се подигнати 16 возила, додека поставени се вкупно 706 блокатори. Меѓутоа, во контекст на тоа што пред малку го кажав, морам да потенцирам дека во првото полугодие се поставени 489 блокатори, а за ист период од 6 месеци во второто полугодие поставени се само 217 блокатори. Ова интервју може да го заокружиме со идни проекти кои што треба да ги спроведе јавното предпријатие паркиралишта. Освен она што веќе го спомнавме, значи активирање на паркинг просториите кај Друштвото за гимнастички спортови Партизан и пред ресторанот Летница 1. Во тек сме на изработка на елаборат, припремање на правни документи и се она што е потребно за воведување на така наречено зонско паркирање по булеварите низ градот Струмица. Меѓутоа се уште сме во почетна фаза и мислам дека граѓаните ќе бидат запознаети за таа работа која ќе дојде време. Господин Јанев, јас ви благодарам за учеството во вестите на ТВ каналот ВИС. Ви благодарам и на вас.